Зголемување на свеста за хуманноста по прогласувањето на мајка Тереза за светица. По овој повод, граѓаните од трето доба кои волонтираат во Црвениот крст подготвија ручек за бездомниците во пунктот во Момин поток. Иако два пати неделно редовно се подготвува ручек во пунктот за бездомници на Црвениот крст, овој беше посветен на хуманноста која мајка Тереза ја ширеше несебично низ светот. Драгана Лазаревиќ и Тихан Обрадовиќ Ингарова вела дека граѓаните од трето доба несебично хумано помагаат на оние кои им е најпотребно. Изминативе неколку дена во Црвен крст на град Скопје се спроведуваат повеќе различни акции и активности. Една од нив е и денешната активност од страна на старите лица, корисници на дневниот центар стари лица при Црвен крст на град Скопје, кој што со цел ја направи оваа денешна посета во пунктот за бездомници, кој што готвеа домашна храна од нивна страна. На старите лица оваа посета не е прв пат, они доаѓаат често, никош не се заборавени од страна бездомниците, од страна на старите лица никош не се заборавени. Они ја поддржуваат и онаа мисија која што била и на мајка Тереза, нели, хуманост и солидарност. Ги потекнуваме лицата во трето дома не само да доаѓаат и да ги користат нашите услуги и да имаат една убава дневна рутина, туку исто така да бидат волонтерски ангажирани. Како што кажа колишката Драгана, ова не е прв пат. Корисниците во трето доба и претходно имале низа на активности за помош на деца на улица, за помош на бездомниците. Собрани се и средства, и храна, и хигиенски пакети за самохрани мајки. Граѓаните од трето доба помагаат колку што можат и се надеваат дека со нивниот придонес ќе може да поттикнат повеќе луѓе да се вклучат во ваков тип на хумани акции. Задоволни што можеме со нашите раци и со нашето присуство да им го подобриме квалитетот на живењето. Од Црвениот крст ќе продолжат два пати во неделата да им обезбедуваат добро како и топла вода и лична хигиена за лицата бездомници, но се надеваат дека во иднина ќе можат да имаат повеќе дена во неделата за ваков тип на акции.